Не помина предлогот парите што се планирани за покривање на трошоците за организирање референдум за бегалците да се пренасочат за поддршка на спортот. На седницата на Советот на општина Кочани, на која се дискутираше за пренамената на средствата во буџетот, повторно се отвори бурна дебата дали има потреба од одржување референдум на кој пред граѓаните ќе се постави прашање чиј одговор е однапред познат. При тоа беше упатена критика што општинската администрација не испланирала пари за трошоците за локалните избори, а истовремено локалната власт предлага да се скратат 9 милиони и 430 илјади денари, што претходно биле планирани за изградба и реконструкција на локални патишта. Сепак, општината не се откажува од одржувањето на референдумот за мигранти, кој што е голема глупост, но сепак некој сака да си поиграе со државните пари и 500.000 денара од општинската каса да бидат наменети за оваа лична екскурзија. Ова е неприфатливо и на мој предлог, барам да биде ставен на гласање овие 500.000 денари да бидат тргнати од програмата и да бидат пренаменети за спортот. Сметам дека ќе бидат многу покорисни пример колку се потрошат во спортот, отколку да бидат потрошени за одржување на референдум. Квалификациите на советникот Алексов оти предлогот за референдум е глупост беа критикувани како неумесни. Мислам дека зборот глупава одлука е некомпетентен овде и мислам дека е навреда и за нас како советници, а и за граѓаните. Оние 500.000 денари кои ги спомна господинот Ѓорѓе Алексов се средства кои што треба да се одредат затоа што ние како совет разговаравме и дискутиравме на претходната седница. Должност ни е да го тоа спроведеме. Ќе видиме Државната изборна комисија како ќе се произнесе, не е само за нашата општина, туку овој проблем кој што постои на ниво на цела Македонија. Мислам дека да се манипулира со средства од 500.000 денари за проблем кој што не засега сите, јас нема да разговарам, е недостојно. Можеби зборот глупава не е соодветен, меѓутоа не е ни важно. Важна е суштината која што вие сакате да ја наметнете преку одржување или отварање на прашања кои што никаде не фигурират, кои што никој не ги чувствува, туку едноставно виртуелно сакате да наметнете некој проблем, ама тоа сето да биде на терет на граѓаните. 500.000 денара ќе ги чини сега. Не е во ред да бркате во джепот на граѓаните за некои ваши лични фрустрации кои што ги имате. Предлогот на Алексов парите наместо за референдум да се пренаменат за поддршка на спортот доби поддршка. Референдумот е непотребен. Верувам дека одговор, и сите тука знаеме како и што мислиме тука, таму околу 95% одговор на тоа ќе биде дека Кочани не ќе бегалци на територијата на општина Кочани, што значи непотребно ќе ги фрлеме тие 500.000 денари да дознаеме нешто што сите тука го мислиме. Затоа и добро ќе беше да ги заштедеме тие 500.000 денари и например да ги даваме за Осуго во втора лига да може да настапува како сериозен клуб. Од општинската администрација дојде појаснување дека во врска со одлуката за одржување референдум за бегалците, пред 2 дена имало контрола од страна на Државниот инспекторат за локална самоуправа и сега се чекало на заклучокот од направениот увид во документацијата што била презентирана во врска со ова прашање. На крајот од расправата по точката, предлогот на советникот Алексов парите наместо за трошоците за референдум да се пренаменат за спортот со 11 гласови против не доби поддршка од мнозинството советници.